Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Дали сте ми добри? Јас сум преодлично, поодлично, не сум било дамна. Што ќе тоа? Денеска што снимаме? Денеска снимаме, како што би рекол секогаш, нешто многу поразлично од сега, а тоа е работи кои може да ги направат само 1% од луѓето во светот. Сега некои се со повише проценти, некои се со помалку проценти, ама битно ова се работи што не секој или ретко кој може да ги направи, така да ќе ги поминуваме и ќе пробувам јас и овој пат заедно вие со мене ќе пробувате. Значи, знам дека лежите со телефонот, знам дека сте вака легнати и сега ме гледате, ама станете и јајде да пробуваме заедно што имаме тука. Некои се поедноставни, некои се покомплицирани, некои се пократки, некои подолги, али идеме поред што имам запишано тука. Првото е дигање на една веќа, дека не може секој да го направи. Вика дека изгледа многу едноставно, но уствари не е и 98% од луѓето не можат тоа да го направат. Сега не знам колку ме гледате мене од капата, али ја кревам ли? Јас знам порано кога малова го имам пробувано и секогаш ми било интересно и секогаш сум успевал. Оваа стои у место. Ја кревам само другото. Ај вие пробајте. Ви успева? Ако не ви успева, сте во тие 98%, ако ви успева, сте во тие 2%, лајкнете го видео ако можете да кренете едната веќа. Следното е мрдање само со носот и вика дека 9% од луѓето во светот може да го направат. Сега ова не знам дали го направам, дали можам да го направам или вака е нешто. Значи ова се ствари начин и ова со веќата може многу лесно да го научите, ако пример едната ја држите, а со другата кревате. И само да научите усвари како работат кои мускули да ги навикнете да кревате. Сега ова само носов. И веќата ми тргат сега дека тоа го правим. Али мислам дека го правам. Да, ето го. Значи го мрдам само носот, дали можете ли вие? Идеме третото, вика трикови со јазик. Сега ја уште кога го запишав, вика нема шанси едно да направам и за ова вика дека не можеш толку да го пробуваш и да го научиш, дека со повеќе вежби ќе го научиш, туку ова или си генетски роден да можеш да го направиш ова или не си така роден, така да или можеш или не можеш, толку. Сега имате тука на слика какви се финти постојат, ја не можам ништо тоа да направам, луѓе. Јас знам ова последно во четвртово. Порано во оделение многу деца го можа, ја никогаш не сум го можел. Гледај колку ми е бел јазикот, бре, вода треба да пијам повеќе. Пијте вода, што повеќе вода. Идеме на четвртото е поврзано со цимет челендж. Сега јас верувам дека повеќето од вас сте запознаени што е тоа цимет челендж, али ја мислам дека некогаш го имам направено, ако не го немам ко цел челендж, само посебно видеото што многу кратко, али сигурно ако некој казна во некој видео го имам направено и уствари само зимаш цимет и одма го плукаш зашто не можеш. И сега ова вика дека само 1% од луѓето во светот може да го контролираат циметот и уствари да не го плукнат, одма туку да го голтнат. Тоа зависи од тоа само тие луѓе што лачеле некако повеќе плунка и кога имале повеќе плунка може многу лесно да го голтнат циметот, али јас не сум еден од тие, така да ама не ви препорачувам ова ни да го пробате, ова само ви го кажам како информација, затоа што стварно може и да ви залетне, лошо е, така да не го ни пробувајте. Сега се плашам намерно да не ви интересира да пробате, али ова е само едно од тие имам тука 15 работи спремни, ова е четврто, така да не пробувајте, има поинтересни работи за пробување, тоа е опасно. Следното вика скокоткање сам себе. Ова вика дека само 7% од луѓето може да го направат во светот и демек научениците викаат дека тие луѓе што ствари можат, нервите и мозокот не им се добро конектирани, па затоа демек им е сеедно дали се скокоткаат или голицкаат или не знам како го викате вие тоа. Дали се скокоткаат сами или ги скокотка некој друг, нервите и мозокот кои не се убаво конектирани не им го процесира тоа дали сте сами или дали некој друг. Многу се мешам, многу зборете зборам, али валја ме сваѓа. Сега јас имам пробано дека сам џабе не се голицка, ама знам дека можеш и да научиш друг категорицка да нема скокот. Затоа има луѓе што имаат скокот и што немаат скокот. Али ако имаш скокот, можеш секако некако да си се навикнеш и тоа се мозок, така да не знам дека може, али јас сум човек што има многу скокот, али еве сам кај да се голицкам или еве на ногата пример, ништо нема скокотка, така да не сум од тие 7% што се скокотка. Следната работа е притискање. За ова морам да ве однесам кај некоја врата. Дајте ми секунда. Леле, ама изгледа ова мрачно како направи вака со светло од страна што доаѓа. Сега јас ќе пуштам тајмер да тече и додека тече тајмерот ќе ви кажам што е уствари финтата. Тајмер пуштам 30 секунди, да пуштам сега. И уствари треба да стојам вака до вратата, да буткам најсилно што можам, можете и помеѓу некој зид, али битно вака најсилно што можете 30 секунди да буткате вратата.
да стоите вака и деме кога ќе се тргнете сами ќе ви се кренат рацете. Ја ова не верувам, али викаат дека кај 99% ова се дешавало да им се кренат рацете. И ова мене ми е mind teeth од све, така да ето чекам да го пробаме уште 22 секунди. Сега. Не! Ми се креват, че ми се соми рацете. What? Леле, ова жими се беше така, значи ако не ме верувате да станете од телефоните или од компјутери на шој да седите, пробајте го 30 секунди стоите така, ама ви гарантирам дека на сите ќе ви се кренат рацете, значи лудил. Идеме понатаму. Леле, баш интересно. Сега следното, леле, пак треба да се мрдам. Ај ќе се оддалечам негде тука. Што е работата уствари? Треба да пробате во воздух да напишете шеска или на лист, каде мене ми е полесно воздух, додека со ногата вртите вака како часовник. Така да додека вртите со ногата како часовникот во круг, не гледате? Ќе да муште подалеку кога не ме гледате. Вака и да пробам да напишам шеска во воздух. Нема шанси, ми иде у круг само. Значи ова ми иде само у круг, не можам шеската да напишам. Леле, добра финта, се надам дека гледавте колку гледавте, ако не сепак ме свадивте, пробајте и вие да го направите, невозможно шеска да може да напишете. Следното е едно од најпознатите ствари, што демек никој не може да ги направи или многу малце луѓе, а тоа е да си го лизнете лактот. Јас знам дека шанса нема. Не, шанса нема, треба да имам јазик толкав за да успеам да го лизнам, нема шанс. Значи невозможно. Дали постои човек што може да го направи тоа? Ако случајно можете, коментирајте доле, не знам, сликајте колкав е јазик. Затоа што стварно не верувам дека некој воопшто може тоа да го направи, бре. Следното е исто така слично да го допреме носот со јазикот. Значи нема шанс. Джаве се излигаев цел, нема шанси, бре. И за тоа треба да имаш, значи, колкав јазик треба да имаш да можеш да направиш тоа. Добро, следното е палецот да го ставиме пред дланката. Сега тоа некако, сега ќе ви ставам слика тука. Тоа некако изгледа вака. Сега мене ме многу страв да го пробам, затоа што јас со прстиве го имам скршено овој. Освен што имам раката скршена, за ова немам зборено, зашто е колку толку е ситница, мара не е ни ситница. Али страв ми е да пробам, една ова рака нема, а пак ме е језиво било што да правам со раце или со прсти. Како да го ставам напред, пуште да е така свитка, нема шанси. Дали вие може да го направите тоа? Дали пробувате додека ме гледате? Нема да ставите сам да се мучам. Правите и вие. Ви успева ли? Не бе, не, джабе. Ако ви успеа, браво, мене нема шанс. Следно е трик. Следен ова. Како да го направам ова, човече? Значи, треба едната рака е стајна вака. Сега со другата ја ставам наопачки така. И со овој прст треба палецот тука. Ова тука, ова тоа ли е? Чекам, малце, шо е тоаш комплицирано, ова кој не може да го направи. Ова ли е? Го правам ли? Не сум сигурен дали е тоа, али колку јас можам да истумачам сликава. На едниот го ставаш вака. Пример, ќе оставам ова до стола. Со другиот да го направам ова и ова. Не знам ја више шо правам, али мислам дека тоа и ова секако е малце по-глупичко така. Следно е ова. А сега што ви реков дека мене ми е многу тешко со прстиве, ми е така језивко малце дека имам пукано доста коскички и малце ми е језиво и да пробувам, али знам чим не можев предходниве да ги направам, исто што со прсти што беше нема шанси ни ова да можам. Ко пробува како можеш? Палецот ти е тука, бре. Палецот е тука. Кајде малиот прст? Сигурно малиот ќе го легнеш така, нема шанси. Луѓе, ова кој ќе го пробувате полека, немој да стиснете преако некој прст да не спукнете нешто. Ако не виде, не виде, откажувајте се. Средиот иде доле овој ги држи, малиот иде од стола, залецот иде под овој. Шанса нема. Чао. Следното е да кивнам што отворени очи. Та ја размислував дали можам да се натерам во видео да кивнам. И најчесто кивнам кога гледам во светло, тamo ми стои светлото, ама нема шанси, само подошко ќе си направам, не гледам после. Али еве ви пример што може. Значи, стварно мене не ми е јасно како некој може тоа да го направи, али ја нема шанси тоа да го направам. Сум пробал многу пати, зашто нели ова, освен ова со лакто да го лизнеш, друг. Мислам дека дури во зачудувачки факти го имам ставено дека никој не може да кивне со отворени очи. Ја имам пробувано секојаш и мал секата, али џаве, ти ќе ги држиш вака отворени и само ги дојде моментот да кивнеш, ќе ги затвориш на секунда и тоа. Предпоследното за ова видео е да ги ставиш, ова не знам дали го сватив баш убаво, али ја ќе го пробам. Да ги ставиш вака лактите споени, додека вака се споени да ги дигаш рацете.
и да пробаш да ја бутнеш главата тука во овој простор што се отвара. Нема шанси се одвојуваат, гледај се одвојуваат. Нема шанси. И последното за денес е да го навалиш палецот. Чек, имав слика за тоа. Еве. Ја ова знам, значи има луѓе што и со ова мислам дека или си вака роден или не си, значи не можеш ова да го научиш да го правиш. Познавам луѓе што ова може да го направат, али секој многу малце, дали е така 1% од луѓето, може ни толку. Како да го свиткам ова да тоа цел прспаѓа. Не можеш само овој дел да го свиткаш кој што можеш вака да го свиткаш на другата страна, нема шанс. Океј. Тоа беше тоа за ова видео. Јас се надам дека ви беше интересно и дека пробувавте со мене, ако пример седевте со телефон или на столчеве натрав малце да станете и да пробуваме заедно. Мене беше баш интересно. Ако сакате уште вакви видеа, обавезно ставете им лайк и пишете ми го тоа долу. Не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. Следното видео е за чудувачки факти број 67. Се ближиме до таа 69. Фала многу за целата подршка. Ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!